не останеме неразчистени за јавноста. Прво, мислам дека сте правник по образование. Како што јас тоа го разбирам, застареноста на делото практично се пресметува дупло од казната која што е пропишана во одреден член. Сега, максималната, да. Ако одиме ние дека во 2023 не постои такво нешто, а сега се зголемуваат казните за голем дел од делата кои што вие тука ги цитирате и пред 2023, значи апсолутно не ви држи аргументот дека некој сака да направи застареност, односно да амнестира заради застареност на делото. Тоа не постои. Да бидеме честни, искрени, ако мислите дека тоа е така, ајте да не разговараме паушално, цитирајте ги одредбите и членовите. Затоа кој седел во салата не мислев на нас, туку мислев директно на вас. Тоа е, мислам, нека јасно. А друга работа, дали ние сме прифаќали или не, јас тука ќе завршам дискусијата, повторно ќе кажам, немав намера да зборувам за ова или да реплицирам, а бев испровоциран затоа што сака да се залепи петно кое што е нечесно, особено кога на поредовна постапка со јавна расправа се носи едно вакво законско решение каде што секој еден кој што кажал нешто во јавноста бил повикан и исконтактиран да даде идеја. И тоа може сите да го потврдат. Сега, она кое што ми е главната суштина на сето ова е закон кој што нема да амнестира никого и кој што ќе може од овој момент натака да ги инкриминира сите оние дела кои што беа претходно избришани. А за другите делови, зашто ние сме одбивале нешто, јас би ве прашал една работа вас. Колку лично вие амандмани имавте во 2023 година? Благодарам.